Шпанската полиција соопшти дека спречила втор терористички напад откако 13 луѓе загинаа, а стотина други беа ранети, кога комбе удри во пешаци во познатото туристичко шеталиште Ла Рамбла во Барселона. Неколку часа по нападот во Барселона, полицијата соопшти дека убила 5 мина терористи, кои подготвувале сличен напад во литовалиштето Камбрилс, јужно од Барселона. При тоа биле ранети 6 мина цивили и 1 полицаец. Полицијата соопшти и дека морало да бидат изведени контролирани експлозии, бидејќи убиените осомничени носеле елеци со експлозив. Полицијата додаде дека заговорот во Камбрилс бил поврзан со нападот во Барселона. Предходно, таму комбе со голема брзина удри во луѓе, а одговорноста за нападот ја презеде екстремистичката група Исламска држава. Шпанските власти соопштија дека жртвите биле од 18 главно европски земји. Еден од очевиците беше и 23 годишниот Франческо Анунциата. Della tarde, voy por la calle atrás de la Rambla, alle 5:05 della tarde. Hoy he escuchado un rumore mucho fuerte. Era la furgoneta que se ha schiantato sulle edicole. Después me le voy por esta calle, ninguno sabía nada porque también la policía sabía que... Веднаш по нападот полицијата уапси 2 лица, едното шпански државјанин, а другото од Мароко. Возачот на комбето, како што се наведува, успел да избега. Полицијата соопшти дека овој напад бил поврзан со експлозијата во една куќа во Алканар, кога едно лице загинало, а едно било рането, кои правеле експлозивни направи. Шпанскиот премиер Мариано Рахој по нападот во Барселона изјави: Quiero expresar también la solidaridad de toda España con la ciudad de Barcelona, hoy golpeada por el terrorismo yihadista, como antes lo fueron otras ciudades en todo el mundo. Сочувството и поддршката во борбата против тероризмот веднаш по нападот дојде од голем број светски државници. Во изминативе години, во неколку терористички напади во Европа беа користени возила. Во нападите во Ница, Берлин, Лондон и Стокхолм загинаа повеќе од 100 луѓе.